Почитувани гледачи на КМ телевизија, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Спортот во светот, па така и во Македонија, се уште е во прекин поради пандемијата на COVID-19, односно коронавирусот. И токму затоа ја продолжуваме праксата во спортскиот преглед да имаме гостин каде што ќе правиме одредени анализи. А денес, конкретно и денеска, ќе дадеме неколку совети за здрава исхрана и за спортување од дома, се со цел да се задржи физичката подготвеност и кај учениците, и кај рекреативците, но и кај професионалните спортисти. Најново од изминатиот викенд е одложувањето на Олимписките игри, како најголем настан кој што требаше да се одржи оваа година. Олимпијадата за прв пат после 124 години откако е започнато модерното олимписко време е одложена за една година. Претходно три пати олимпијадите биле откажувани, еднаш поради Првата светска војна и два пати поради Втората светска војна, меѓутоа тогаш олимпијадите биле комплетно откажани, а сега имаме одложување за една година и олимпијадата во Токио ќе се одржи следната 2021 година. Неофицијално тоа што успеав да најдам по интернет од јапонските медиуми е дека олимпијадата до година ќе се игра од 23 јули па се до 8 август. Меѓутоа, сето тоа е неофицијално и очекуваме официјална потврда и од јапонските власти и од Интернационалниот олимписки комитет за точниот термин на одржување на олимпијадата во Токио. Денеска наш гостин е Далибор Спасовски, професор по спорт и спортски активности, воено и атлетичар и атлетски тренер. Далибор, добре дојде. Ти благодарам што ја прифати нашата покана. Ви благодарам и на вас на поканата. Далибор, учениците, спортистите, рекреативците, воопшто сите луѓе во овој период се дома. Значи, мотото е седи дома, за да го победиме коронавирусот. И со седење дома, веројатно, и ќе го победиме коронавирусот, меѓутоа, сето тоа може да донесе и други проблеми. Значи, немање на спортски активности, храна во изобилство, никаква физичка активност. Учениците, веројатно, школската година е веќе завршена и не верувам дека ќе продолжи до 10 јуни. Се организира онлайн настава за учениците по Facebook и по други програми. Наставниците, учителите се обидуваат да ги анимираат децата. Меѓутоа, што е со спортот и спортската култура, односно физичкото воспитание на децата? Дали треба да се организираат вакви онлайн часови за децата по физичко и дали воопшто се организираат? Токму така, веќе почнаа наставниците и професорите да соработуваат со децата онлайн, да држат предавања по сите предмети. Така веќе започнавме и по спорт и спортски активности, така се вика предметот во средно училиште. Во основните училишта се вика физичко и здравствено образование. Почнавме и ние онлайн да држиме предавања. Малку се разликува од другите предмети нашиот предмет. Меѓутоа, постои можност и услови, иако не е исто како во спортски сали или надвор на терените, меѓутоа постои услови за да вежбаат и дома учениците. Еве, конкретно јас ќе кажам како ми е испланирано. Имам направено група со учениците, им задавам видео линк и со фитнес вежбички, каде што гледам да биде прилагодено за нивна возраст, за нивни можности и способности. И некаде од 30 до 40 минути тие фитнес вежби, децата го гледаат видеото и треба да ги имитираат, да ги вежбаат истите вежби. Колку пати неделно? Препорака е, како што имаја по 2 часа во средно училиште, исто 2 часа неделно да држиме онлайн настава. Меѓутоа, тоа факт е дека не е доволно, убаво кажавте на почетокот. Сега многу се скратија физичките активности со тоа што мора да седиме дома. Па препорачуваме на децата и на рекреативците и на сите останати да го користат максимално времето, па и дома, во домашни услови можат исто така да се изведат многу вежби. А што е со децата кои што учат од прво до петто деление? Мислам дека таму нема наставници по физичко, единствено учителите што им се. Како тие деца да се анимираат да вежбаат дома? Дали наставниците што се од 5 до 9 или во средно што предаваат треба да го преземат и тој дел и барем еднаш до 2 пати неделно и на тие деца, на најмалите, значи во образование, во системот на образование, што се да им се држат часови по физичко? Да, мислам дека од прво до пето не држат сега часови наставниците.
часови за спорт и спортски активности или физичко и здравствено образование. Меѓутоа сега гледам мои колеги, многу често почнаа да ставаат видео презентации на Facebook, така да сега останува родителите да се доволно свесни, да ги натераат, да ги мотивираат нивните деца да ги гледаат тие видеа и да вежбаат. И не е срамота, а и би било убаво и родителите да се вклучат во тие вежби. Ова го кажувам како идеја од едноставна причина што истото јас дома го работам со моите деца. Кога започнува полицискиот час во 9 часот, со роднини пријатели се поврзуваме со WhatsApp апликација, истовремено можат 4 видео разговори да одат. Ја ги покажувам вежбичињата и останатите деца ме гледаат, моите дома вежбаат, меѓутоа вежбаат и децата од пријателите. Така да препорачувам родителите да се повеќе свесни во тој поглед и да пуштаат на децата видео презентации да вежбаат. Многу пати сме разговарале. Сметаш дека треба на најмалите, значи што се од прво до петто оделение, дека треба да имаат посебно наставник по физичко. Бидејќи учителите што им се или наставниците или како и да име титулата што предаваат од прво до петто оделение, не може да бидат стручни и за математика, и за македонски, и за физичко. Сметаш ли дека треба тие да имаат и во училиште наставник посебно по физичко и да има барем 2 пати или 3 пати неделно настава? Како што кажавте, со секоја почит кон наставниците што ги држат сите тие предмети, меѓутоа се сложувам дека наставата по физичко и здравствено образование уште од најмала возраст треба да ја држи наставник по спорт и спортски активности, бидејќи децата уште од најмала возраст се како сунџери највеќе ги примаат наредбите и убаво би било уште од најмалечка возраст да се почне со стручен наставник и така би граделе здрава и спортска нација. Па може и од најмала возраст децата да бидат препознаени за кој спорт имаат афинитети и да бидат препорачани можеби во некој клуб за да тренираат. Токму така, тоа ми беше поентата, тоа сакав да кажем, значи уште од најмала возраст да се проверат, да се тестираат децата, да кое дете ќе покаже афинитет за кој спорт и во таа насока да биде. Сега веќе кога сме кај учениците. Ги спомнавме и родителите и сега тука доаѓаме до една група која што не е ниту ученик, не е ниту рекреативен спортист, ниту професионален спортист. Значи обични луѓе, обични работници. Дел од нив сега не одат на работа, се дома, принудно. Исто веројатно внесуваат многу храна. Што би им препорачале на нив? Каква храна да внесуваат и дали треба да практикуваат физички вежби, се со цел да не дојде до некое друго заболување кај нив. Можеби нема да добијат корона седејќи дома, а многу веројатно дека ќе добијат некоја друга болест, можеби покачен притисок или мрсноти или слично, гојазност. Убаво кажавте, физичката активност е позитивно влијание има за секого. Најпрво физичката форма, подобрување на атлетски перформанси, одржување или намалување на телесната тежина, исто така со физичките вежби го подобруваме кардиоваскуларниот систем, намалување срцеви болести, намалување на крвен притисок, а исто така за време на вежбањето се добива пријатно чувство на задоволство, што значи намалува и стрес. Ова убаво кажавте, навистина сега стресен период каде што ограничени се и движењата, физичкото вежбање е многу намалено и нормално е без вежбање да имаме негативно влијание врз нашиот организам, врз имунитетот и затоа препорачувам и на тие луѓе што никогаш не спортувале, сега имаат многу повеќе слободно време, да го искористат да вежбаат во домашни услови, да го сватат прво и како забава, зошто не целото семејство да проба да се обиде да направи неколку вежби дома. Позитивно влијание сигурно ќе има. Каква храна да внесуваат, бидејќи и почнувам од себе, седејќи дома јадеме се и сешто. Што ќе ни дојде при рака јадем. Каква храна да се внесува за да се намали шансата да се добие некоја друга болест?
Токму така, храната е многу важна за спортот и спортските активности. Знаеме дека спортистите трошат повеќе енергија, за нив е потребно повеќе внесување на храна, на калории. Меѓутоа, не се бројат само калориите. Многу е важно од која храна доаѓаат тие калории. Еве прво ја би кажал за спортистите. Спортистите кога одат на тренинг, посебно тие што не се доволно упатени во храната, да речем, најважно е протеин и само протеин, така некакви мисли имаат. Меѓутоа мора да знаеме дека протеинот не е тој што дава енергија. Протеинот дава во исклучителни ситуации, односно кога телото го изгладуваме. Само од себе си бара храна и тогаш протеинот дава енергија. Енергија даваат јаглените хидрати. Меѓутоа, и со нив треба да бидеме внимателни, бидејќи треба да се јадат јаглени хидрати со низок и умерен гликемичен индекс, затоа што бавно влегуваат во крвта и подолго време даваат енергија и имаат постојан доток на енергија. Тоа е добро, затоа што ако јадеме јаглени хидрати со висок гликемичен индекс, тоа се чоколади, корнфлекс, чипсови, веднаш влегуваат во крвта, се покачува нивото на шеќер, па потоа се лачи инсулин и во текот на цел ден ќе имаме постојано играње на шеќерот, значи повисоко и пониско ниво. Приоритет значи давам за спортување со јаглени хидрати. Јаглени хидрати, здрави јаглени хидрати има во јаболки, суви сливи, суви кајси, круши, потоа во житарици и слично. Следно храна за спортисти, приоритет се дава на протеинот. Меѓутоа и со него мора да внимаваме колку внесуваме, затоа што намалено ниво на протеини во организмот може да придонесе до намалена концентрација, намален имунитет, доколку дојде до повреда, потешко се санира мускулната повреда, намалување на мускулната сила и слично. Меѓутоа, ако јадеме и храна со премногу протеин, односно дневни количини, ако внесеме повеќе протеини, одреден дел организмот го преработува, меѓутоа другиот непреработен оди во дебелото црево и има голем црниот дроб, многу се труди енергија за да го отстрани од организмот. Нормални луѓе, не спортисти би рекол, од 0,8 до 1 грам на телесна маса би требало да внесуваат во текот на денот. Значи човек со 70 килограми, околу 70 грама протеин треба во текот на денот да внесе, додека за спортистите некаде средна граница би било 1,5 грам на килограм телесна маса. Потоа би дал на трето место се мастите. Обично сите сакаат да ги исфрлат мастите од исхраната, бидејќи навистина се висококалорични, многу треба да се внимава како ги внесуваме, но од друга страна се важни затоа што влегуваат во изградбата на мембраната на секоја клетка и се многу важни за функцијата на машките и женските полови хормони, тестостерон и естроген. Од целокупниот внесен енергетски внес во текот на денот би требало околу 20 до 30% да отпаѓаат на масти. За витамините сите знаеме дека се многу важни, дека треба да ги внесуваме. И потоа следуваат минералите. За минералите треба да се каже тоа што организмот не ги создава. Витамините и самиот организам, доколку не ги внесува, ги создава. Меѓутоа, како што кажав, минералите не се создаваат сами, треба да ги внесуваме преку храната. За спортистите посебно треба да внимаваат поголем внес на натриум, калциум, калиум, магнезиум, бидејќи тие и повеќе се трошат за време на физичката активност. И на крај ни останува за водата, не кажавме ништо. Водата сите знаеме дека е премногу важна, ќе цитирам една реченица од професор Ванчо Попетровски, професор на факултетот за физичка култура, вели денот започнува со пиење вода, денот трае со пиење вода и денот завршува со пиење вода. Самото тоа сака да ни каже дека во текот на целиот ден ние треба да бидеме добро хидрирани, да примаме вода. Тоа некако
би бил околу храната за спортистите, па и за рекреативците. Со тоа е разлика што спортистите имаат поголема потреба на енергетски днес во текот на денот. Како овој период ќе влијае на рекреативците? Во последно време кај нас станува, може би за мене помодарство едно како поранешен атлетичар, е помодарство толку маратонци и рекреативци да имаме во последно време. Сите трчаат, сите се прејавуваат на некои маратони, трки, сите постираат на Facebook слики од финишер медали дека завршиле некоја трка, дека истрчале. Тоа не е професионален спорт за мене, тоа е само рекреација. Тренираат луѓето, се трудат, веројатно многу добро знаат и како треба да се хранат, се запознаени, читаат литература. Меѓутоа, како овој период ќе влијае на нив? Дали имаат они сега услови да излезат и да трчаат по 10-20 километри дневно надвор, или и дали може тоа да се надокнади во домашни услови? Да се надокнади во домашни услови тоа 5 до 6 километри што се трча надвор и дома не е возможно. Меѓутоа, ако ги слушаме препораките да останеме дома, треба да ги почитуваме и би препорачал да се вежба дома. Со 20 до 40 минути активно вежбање во затворена просторија, секако дека ќе одржиме на одредено ниво нашата физичка подготовка. Па ако овој момент побрзо се заврши, ако заврши коронавирусот, ќе излеземе повторно на терените и многу полесно ќе се вратат во својата форма. Значи може дома само да се одржуваат? Одржување на физичката форма, да. Делот нив започнале со рекреација, со рекреативно трчање поради некој здравствен проблем. Дали може тој здравствен проблем да се спречи сега со тренирање во домашни услови, а не надвор трчање? Да, кажав дека ако сме доволно креативни, можеме да се приближиме на тоа надвор што сме го работеле. Претходно, уште на почетокот, кажав, навистина мои колеги постираат многу видеа. Слободно можете таквите луѓе да разгледаат и врз основа на тоа што имаат дома да сработаат. Значи може чучњеви да се работаат, поскоци со суножни, со една нога напред, назад, гуштеров лед, што се викаат тие вежби, планинско трчање во место, склекови, стомашни, така да можат многу вежби исто да се сработаат дома и да се одржи здравието на... Дали трчањето по скали може да биде некоја замена за трчањето на отворен простор? Трчање по скали не би препорачал искрено. Тоа за поздрави и поспремни спортисти, да. Меѓутоа, како физичка активност, овладување на надморска височина е навистина тешко. Трчање по скали не, меѓутоа неколку пати со бавно одење, со бавен интензитет, убаво е да се извежба и тоа. За рекреативците кажавме. Што е со професионалните спортисти? Значи, неочекувана, непланирана пауза. Ево ќе ги земеме екипните спортови. Тие ги поминаа своите подготовки некаде од Нова година до февруари месец. Почна првенството, одиграа по неколку надпревари и доаѓа еден непланиран прекин. Како овој прекин ќе се одрази на формата на тие професионални спортисти? За нив навистина ова е најголем проблем. Дека негативно ќе се одрази, тоа е јасно. Сега зависно и кој спортисти и кој спорт. На одбојкари, пример, помалку им треба трчање. Меѓутоа на фудбалерите, они на базични тренинзи поминуваат сигурно повеќе од 10 километри. Сега во домашни услови, далеку од тоа дека може да ја одржува формата. Од друга страна, ако збориме за светските лиги, они во разговор со вас, како што кажавте, имаат премногу големи имоти и има услови од... Имате цели теретани дома, и сауни, и базенти, и реквизити. Во тие услови многу полесно би ја одржувале формата, меѓутоа некој ако живее во стан, премногу ќе се одрази врз неговата физичка форма. Колку време ќе им биде потребно да се вратат во надпреварувачка форма, еве екипните спортови? Колку би било во одбојка, еве колку во фудбал, ги споменавме овие два спорта?
Да, меѓутоа не знаеме кога и ова ќе се заврши, кога ќе имаме можност да излеземе надвор на терените. Доколку во брзо време се вратиме во нормала, општеството ако почне да функционира како што треба, месец до месец и половина сигурно би им требали на екипните спортови да ги вратат екипите на некое ниво за надпреварување, затоа што кога ќе дојдат спортистите, тренерот сигурно ќе има задача иницијално да провери секој колку е физички подготвен. Па прво што треба да направи е екипата да ја донесе сите на едно ниво исто на физичка активност, па дури потоа да почне напредок на тактички воигрување втора, трета фаза. Токму така, потоа тактичкиот дел, така да месец до месец и половина сигурно ќе треба за да влезат во некоја надпреварувачка форма. Владата на Македонија првенствата ги прекина на 12 март, односно тогаш беше изгласана една препорака до спортистите и до спортските федерации, а тие експресно ја прифатија. Денеска сме 30, значи 18 дена има пауза, што и не е некоја кој знае колкава пауза до сега, меѓутоа кажавме дека ако првенството продолжи во јуни или во јули, автоматски играчите ќе треба да почнат со подготовки од почеток буквално. Како, доколку спортските федерации наложат пократок рок за почеток, би им се даде на екипите 2 недели, 20 дена за подготовки, како играчите да се заштитат од повреди? Епа, како што кажавме, во домашни услови да вежбат, чисто да ја одржат формата, да одржат мускулната тонизација и лигаментите, односно целиот организам да им биде подготвен за тој забрзан процес на влегување во форма. Значи, повторно препорачувам и во домашни услови спортистите не смеат да прекинат со физички активности и за 2 до 3 недели тоа е више уметност на тренерот да успее за толку краток период да ја спреми екипата, да ја подготви, да ги воигра и да го припази индивното здравје, односно да го остави факторот. Веројатно ќе се игра и со зголемен интензитет, доколку се одигра се регуларно, ќе играат по 2-3 надпревари. Секако дека мора да биде забрзан тајмингот на одигрување на надпревари со цел што побрзо и да заврши. Ќе биде потребен и поголем ростер на играчи за да може да го издржат тој напор. Да. Сега тоа е за екипните спортови. Кажав, се уште активно тренираш атлетика, активен си како атлетичар, меѓутоа си и атлетски тренер. Како ова ќе се одрази сега на атлетиката? Еве, има забрана за групни собирања. Значи не може 20 фудбалери да дојдат на тренинг и да тренираат. Меѓутоа атлетиката е индивидуален спорт. Како еден атлетичар тренира и се подготвува во овој период? Па како што имам информации, се уште контактирам ја со атлетичарите преку социјалните мрежи. Искрено излегуваат, како што кажавте, индивидуален спорт, сам ќе најдеш некаде простор каде што можеш да сработиш. Нема повторно исто да биде. Штом стадионот е затворен, штом не се работи атлетика на атлетска патека, резултатите нема да бидат исти, меѓутоа некако тој индивидуален спорт е малку полесно да се подготвиш, бидејќи требаш сам ќе излезе во природа, атлетичарот ќе направи тренингот. Не е истиот како на стадион, меѓутоа нивото на спортска форма ќе биде добро. Значи тетовските атлетичари нема да изгубат многу, бидејќи кај нас секако нема стадион. Да, па нема и што да биде затворено. Ние цел живот тренираме во природа, не трчаме на тартан, така да за нас COVID-19. Јас ги следам еве и тетовските атлетичари и од другите градови по Facebook и по тие социјални мрежи. Се користи природата, некои патишта по села, по планини за да се тренира, меѓутоа тоа е се за оние долго пругаши што се. А како еден шпринтер 100 метраж би терал тренинзи во овој период? Па затоа кажав, не е исто тартанот и друга било која подлога, меѓутоа шпринтерот, јас сум бил на тие пократки патеки, може исто да се снајде неколку тренинзи на трева, рамна подлога, некогаш кога сака да работи поголема брзина, ќе работи на асфалти, ќе се снајде. Во светската атлетика какви резултати може да се очекуваат годинава? Светски рекорди или малку потешко? Мислам дека многу тешко дека ќе има добри резултати, бидејќи за добри врвни резултати
Не е само тренингот многу важен, во индивидуалните спортови многу важен и надпреварот. Во атлетиката често тренерите знаат да кажат еден надпревар заменува 10 тренинзи. Значи може колку сакате да тренирате, ако немате надпревари, резултатите нема да бидат онакви како што посакуваат. Значи треба во континуитет надпревар трки за да дојде врвот, пикот на формата. Така да оваа година по моје мислење нема што да се очекува високи резултати. Твое мислење за тетовската атлетика во моментов? Без оглед на коронавирусот, на резултатите кои што се постигнуваат минатата сезона, оваа сезона не знам дали имаше надпревари. Не, сезонава не почне надпревари. Тетовската атлетика сега најдобро работи атлетски клуб студенти. Таму уште сум член ја како атлетичар, таму тренирам. И добро котира, добро представува Тетово. Ако не се лажам, минатата година завршија втори севкупно. Така да, како што немаме услови, одлично работи атлетски клуб студенти. Има и доволно надпреварувачи, така да... И мислам дека е единствен активен клуб во Тетово. И единствен активен клуб, односно да, клуб кој што такмичи е единствен. Други на хартија има уште неколку тетовски клубови, меѓутоа единствен кој што надпреварува. Некој резултат може да се издвои? Би индивидуален резултат, не екипен. Адриан Исмаили убаво трчаше на 100 метри, ако не се лажем, некаде околу 11-20-11-25. Детето има околу 17 години, така да од тој резултат можем да го издвојам и навистина убава техника има од него. Годинава ќе се очекуваше можеби околу 11-10-11-0 да истрча, меѓутоа останува да видиме дали ќе има надпревари сезона. Да. Далибор, ти благодарам за гостувањето. Ќе бидеме во контакти понатаму, доколку има потреба ќе направиме уште една емисија. Се со цел нашите гледачи и воопшто сите ученици, рекреативци, спортисти да им дадеме некој совет како да тренираат, како да се одржуваат во ова време на вонредна состојба, на полициски час и воопшто на кризата која што настана од COVID-19, односно коронавирусот. Ви благодарам и на вас на поканата, доколку бидам поканет уште за некоја наредна емисија, тука сум расположен да разговарам со вас околу спортот. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме за денешниот спортски преглед, поддржан од спортските обложувалници Евротип. Вие останете дома и очекувајте наскоро кладилниците, односно спортските обложувалници да бидат отворени, за да можете да ги уплатите вашите добитни тикети во спортските обложувалници Евротип. Довидување до следниот понеделник.